Двајцата инспектори на УЈП, меѓу кои и братот на председателката на Кривичниот суд, остануваат во куќен притвор, иако обвинителството во Кочани бараше Драганчо Паунов и Дуле Димитриев додат во ефективен притвор. Судот не го прифати барањето и ги одби жалбите на двајцата даночни инспектори, осомничени дека го алармирале сопственикот на дискотеката кога УЈП ќе прави контроли во Пулс. Советот од тројца судии, постапувајќи по изјавените жалби од страна на јавното обвинителство против решенијата на судија на претходна постапка, со кои спрема двајца осомничени им беше определена мерка за обезбедување присуство куќен притвор, ги одбил изјавените жалби на ОЈО Кочани против истите и донесените решенија на судијата на претходна постапка ги потврдил. Кои биле причините двајцата осомничени да останат во куќен притвор, од судот не објаснуваат. Не дадоа образложение ниту зошто е одредена таквата мерка, иако по нивното апсење обвинителството за нив бараше ефективен затворски притвор. Освен обвинителството, незадоволство од одлуката на Кочанскиот суд имаат и осомничените. Паунов и Димитриев доставиле жалби за укинување на куќниот притвор, но досега судот за нив нема одлучено. Според одбраната, бидејќи Паунов бил фамилијарен и вработен во државна институција, немал намера да бега, па како што вели адвокатот, непотребно било неговиот клиент да е во притвор. За одбраната спорно е и дали се точни вибер комуникациите според кои Паунов добивал подароци од сопственикот на дискотеката. Мора да се истражат сите законски можности и детали околу начинот на кој што тие се прибавени, дали веродостојноста е точна, дали е мојот властодавец во комуникација со било кое лице од тие што се спомнуваат и многу други прашања околу наводите дека наводно истиот побарал или му дале часовник и наочар. Комуникацијата на Паунов со газдите на Пулс, објавена во ТИРЛ, покажа дека тој информирал кога Управата за јавни приходи ќе ја посети дискотеката, а според разговорите за тоа добивал подароци. Комуникацијата ја потврди и обвинителството, пошто следеше акцијата за апсење на десетина инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Зоран Јаневски, Сител телевизија.